За една година од сега државата ќе прави вредносна ревизија на граѓанскиот имот, за да може да собере што повеќе пари од даноци, предвидуваат законските измени. Ова значи, ако вашиот стан или куќа некогаш биле проценити на една сума која била основа за данок кој бил плаќан за сите години, сега комисија ќе ги проценува повторно по пазарна цена, што автоматски значи и плаќање на поголем данок. Втората измена за некој ќе биде уште поболна, бидејќи се однесува на така наречениот неактивен имот, кој граѓаните го имаат, но се однесуваат како да го немаат. Например, доколку имате нива која не се работи, данок ќе се плаќа 3 пати повеќе. Доколку нивата е на пристојна локација, законот има логика. Но што ако таа е таму кај што нема пат, механизација не може да стигне, нема можност за наводнување, а нема ниту на кој да се рента или продаде. Во вакви случаи законот не прави исклучоци и државата ладнокравно од собствениците ќе собере 3 пати поголем данок. Но новиот закон не ги притиска само собствениците на запуштените ниви, зашто на списокот се и други. Имено, уште поригорозен е законскиот став во однос на неискористените куќи или станови, зашто за нив државата ќе наплаќа данок повисок за 5 пати од досегашниот. Дали за граѓаните, ова е во ред. Владата нек се и плате неините долгови што треба они да плаќа, што имат по 50 стана у Скопје на купено, разбираш, они нек си платат, после на сиромаштијата да тражи да плаќа. Дека во ред кога со една пензичка сме. Многу е давачки, многу е. За граѓан не е вред тоа да има така, мислим. Не може да има дупли даноци да се плаќат за ако имаш куќа или еден стан па плюс кој не живееш. Сепак, докрај спокојни граѓаните треба да бидат во однос на стапките на данокот, кој понатаму ќе се пресметува пропорционално, односно од 0,20% до 1,10% од вредноста на имотот.